Средното општинско училиште Гошо Викентиев го одбележа патрониот празник. Пред присутните професори и другите вработени во училиштето, членовите на семејството на Викентиев, представници од локалната самоуправа и градоначалникот Илиев, со свечена програма беше одбележан значајниот ден. Присутите ги поздрави веде директорот на училиштето Гоце Савев, кој што истакна одредени податоци за училиштето. Знаете, сите оние што биле активни до сега и оние што се уште се активни како колеги наши, училиштето негува 3 струки, електромашинска и сообраќајна струка, имаме повеќе профили, во моментов имаме малце оскудација на ученици, но тоа е тоа, значи бројката на вработени во моментов е 95 вработени, 70 наставници, 1 директор, 3 стручни соработници, 1 секретар, 4 административни работници и 16 лица технички персонал. Бројката на ученици во моментот се движи меѓу 755 и 760. Во прашање се повеќе од 32 паралелки. Се надевам дека ќе успееме да го одржиме тој број и војни. По изведбата на химната на Македонија од страна на учениците и оркестарот под менторство на професор Тодор Филипов се читаше краток текст за животниот пат и делото на Викентиев. Пред почетокот на свеченоста представници од локалната самоуправа на Кочани, општинскиот одбор на Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна и граѓани продолжувачи на традициите од нов, а меѓу нив беа и внуците од сестра на Викентиев, како и други членови од потесното негово семејство, положија свежо цвеќе пред бистата на патронот и се потсетија на неговиот борбен дух. Навистина голема благодарност до училиштето што го одржува оваа традиција за одржување на патронен празник со представа која, морам да кажем, минатата година беше извонредна. И на некој начин сето ова се остварува во она што Вујко Ѓошо го посакуваше, така и загина. Сакам да го видам слободно Кочани. Беше голем човек, така? Беше голем човек, голем љубител на деца, и тоа, за жал, судбината беше таква да загине пред да формира семејство. На сеченоста беа прогласени учениците на генерацијата 2014-2018 по струки. Од електротехничката струка за ученик на генерацијата беше прогласен Никола Стојчевски, од машинската струка Благој Ѓоргиев, а од сообраќајната ученичката Бојана Китанова. Беше прогласен и правенецот на генерацијата. Таа чест му припадна на ученикот Никола Стојчевски, на кој му беше врачена диплома и парична награда која што традиционално секоја година ја доделува фондацијата Викентиеви. Дипломи добија и останатите ученици кои што имаат постигнато големи успеси во наставните активности. Како дел од свечената активност следуваше кратка драма под наслов Љубовна сиромаштија во изведба на членовите на младинската организација Авангарда, музички точки како и краток скеч под наслов Голем успех, подготвен од ученици од прва година, потикнати од успехот на надпреворот по роботика, каде што група ученици под менторство на професорите Гордан Анастасов и Роза Војновска покажаа одлични резултати со освоени први места во Србија и Словенија. Сега им предстои патување во САД. На свеченоста се представија учениците кои што ќе учествуваат на Масум, каде што го представија она што го освоиле досега, како и она со што ќе се представат на државниот надпревар.